сваќаат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилуваат. Мир вам. Ја озвучувам една оваа книга, Времето на скрбизнот, пишувана од 1988 до 1998, 10 години, за театарските битки на театарот Скрби утеха. Насловната фотографија е 12-часовниот маратон на Дрвеница по повод обединување со Еврипид на театарскиот маратон, тогаш наречен Мина Угриновска. На задната страна е мозаик во црквата Свети Георги од античко време, од времето на Александар. Доаѓам при крајот да ја озвучам оваа книга која ми донесува тажни спомени, какви битки сме водели се ние и како Господ нас не држал практично. Тогаш се уште не го познавав Исус до крај, викав Господ, но знаев дека ако правиш добро, Господ дава сила. Во Библијата вели, ако знаеш да правиш добро, а не правиш, гревот е пред вратата, знаете. И продолжуваме 84-та страница. Важна е оваа книга и озвучив и наредната, после имам уште две книги, Театарски источник и втората не ми текнува како се викаше. Ги озвучувам за да се види дека ова што се случува 2022 година, кога се негира македонскиот јазик и има идентитет од нашите соседи, сатански трнови, дека е долготраен процес, направење на една друга држава, можеби, како што рече Васил Тупурковски, голема Албанија, на сметка на Македонија, Црна Гора, Србија, понатаму Грција, веројатно. Знаете? А вие упорно велите тоа па тоа. И сега одиме да раскажеме ноќтена 3 приказни во салонот во Драмски, 84-та страна. Во салонот во Драмски влегува председателот и министерот. Беше денот на театарот 27 март. Инаку денот на театарот во Македонија треба да биде или 13 мај, или 31 јули, кога на Кокинскиот бронзен театар 1000 до 2000 години пред Исус Христос се случувала најстарата обредна драма Хиерос Гамош, каде што сум директен учесник, но за жал македонскава наука се уште во прангите на цензурата раскажува некоја приказга за некој Тестис Песпис кој се качил на колата и врескал како мајмун во Атина. И го знаеме дека театрите ги градеше Александар и македонците. Значи беа скомрахите, во салонот влегува председателот и министерот, имаше ракоплескање колку да се каже. Потоа деканот ја читаше светската порака по повод празникот на Талија, на Дионис. Потоа излезе професорот. Да се биде македонец е етика и естетика, рече. Зборуваше. Да се биде македонец е етика и естетика. Така е. Но тоа е духовна категорија човек кој го повикува Бог, уште тоа му недостасува. Зборуваше. Неговиот против кандидат седи во салонот во Драмски за председателски избори. Председателот. Еднаш кога одби да му излезе на Мегдан, рече дека политиката не била театар. А гледајте сега се повеќе театар. Мислеше на професорот. Они што мислат театар е нешто да глумиш и да лажеш. Теа и атар значи место за дарување на својата љубов. Еднаш кога избега, не успеа да избега на режијата на обичниот живот. Сега седи и го слуша професорот, председателот го слуша професорот. Заврши неговиот поздравен говор. Грмна аплаузот, ракоплескање. Поголем аплауз доби професорот од председателот и министерот. За култура, мислев. За цензура, политиката и театарот. Режија на голиот живот. Потоа студентите од ФЕДО играа некој јапонски текст со наслов 3 есенски приказни. 3 приказни, 3 категории на театарските состојби. Министерот, председателот и професорот. И веројатно јас, раб Божји, срцем и духом и душою твоју глаголав молитву. Сведок на настаните, прост запишувач за слава Исусова. Текстот кој го играа студентите од ФЕДЕУ нема никакви допирни точки со македонското сега и овде. Може би затоа помина млако. Така започнаа тие скомрахи тогаш и таму во салонот во Драмски. 85-та страна, времето, ноќите на македонското сценисување.
Излезе критика во Вечер, дневен весник по повод премиерата на Чекајќи го Годо. Во тој надпис се повлекува една грешка дека тој Годо првпат на професионална театарска сцена бил поставен 1994 во Драмски. Во Драмски се постави втор пат. Прв пат го постави театарот Скрби и утеха на 20.12.1993 во Театарот на народностите. Таму беше представата. Премиерата, а Театарот на народностите е професионална театарска сцена. Се разбира и екипата на Скрби и утеха. Режија Владо Денчов, игра актерите Ердоган Максут, Зорица Панчич, Кети Дончевска, Сонја Самарджиева, Тихомир Стојановски. Го игравме 6 пати. Драмски го одигра 10. Се разбира, ние одевме со само финансирање, а актерите во Драмски земаат плата. Толку за грешката. Потоа ми излегува пред очи како критичарката ги напушта разговорите по представите на фестивалот Ристо Шишков, како на истиот фестивал си моабети за својата колешка од истата фила за базенот во бањата во Банјско, наместо за представите. Во тој напис во Вечер, во ноќта, во темното, во мракот на театарските одрази, преку пишувањето на таа жена и нејзината посестрима. Грешка како грешка, доколку веруваме дека на грешките се учи, но ако не бидат дел од ситното театарско пазарење на македонското сценисување. Народ кој има ваква критика, може театарот во Кафес да си го спика. А тоа не е практика за нашиот скрбизам, нели? Видете, ети после тоа тие не одобрува пари за оваа книга, ни за втората книга не одобрија. Третата е театарски искусник, втората е... Не ми текнува како се вика под 20 години книгата. Видите, многу книги се 30 се флават и Господи Исусе Христе. За театарската трошка, 85-та страна на 86-та. Пазете. На влезот во Демир Капија свртувате десно, потоа на еден дотраен селски пат се искачувате угоре, минувате покрај гробиштата, да ве подсетат дека сте минливи и заклучената црква, за да ве подсетат дека кога ќе дојде Исус ќе имали верници на земјата и друмот ќе ве однесе од депандансот за ретардирани лица, во кој ние од Театарот Скрби и утеха ја игравме представата за Едисонце. Не дочекаа љубопитните корисници, не поздравуваа, помагаа да се пренесат костимите и техниката, потоа следа представата. Излезе целен кордон од тие деца со посебни потреби. Сите како еден воз се подаваше сценографијата на радост дека ќе дојде некој. Се сетил некој да дарува представа. Скрби и утеха ходеше на многу места. Клиника за психијатрија, старски домови, болници, домови за деца без родители, разни старски домови, установи, затвори, затворот за малолетници, секаде сме играле. Тогаш почувствував дека не дочекаа љубопитните користици, помага да се пренесат костимите и ја следеа представата. Тогаш почувствував дека енергијата на театарската игра владее со публиката, дека вие едноставно станувате едно во љубовта, се поврзувате со љубовта. Тогаш почувствував дека ова актерска тајфа може да се воздигне од работ на сцената. Се разбира на почетокот и на крајот на представата. Викав, Господе, дај ни сили. Отвори ми ги словата, мој Боже. Принципот на Еврипид, не знаејќи го, не знаејќи за Исус, отвори ми ги словата. Мил Исусе, татко, дека имам татко на небесата. Тогаш делот публиката беше доведен до солзата. На заминување од депандансот повторно се поздравуваа со нас. Ни помагаа во товарењето корисниците на истиот, не испратија тие луѓе во кои како доживеан чин ке живее дел од нашата љубов, од нашата игра. Слава ти, Господе Исусе Христе! Ништо не може да го растревожи тој спомен. Ништо, ни пијаната актерска кавга на паца на кај дома, ни дождот кој не затекна во селската воденица претворена во мејана, ни ситните обични дневни замки на просечниот живот. Посеќавањето на корисниците на депандансот и нивните лекари останува запечатено тоа за Едисонце, како трошка останата во некоја одаја на нивниот спомен, меморија, трошка од големиот минлив чин на нашето и нивното постоење.
Беше тоа нашата и нивна 13-та представа, наша и нивна. Толку, видите, тоа се некои спомени. На вистина, кога гледам што се е запишано овде, никој не се занимава, дури ни Театарскиот институт на ФДУ. Јас имам 3 книги драми, воопшто нема осврт на тоа. Некои злобници ке речат тоа не се драми, туку се скици. Видете, ние сме ги провериле, сите сме ги одиграли, имам сега уште една драма, напишана 7 години, не добиваме премиера, која практично го предвида она што се случуваше со оваа постава која ја продава Македонија, како да сме ние говеда и стока на пазар, кој сака да не однесе како овци на клање, буквално како Исуса да те распнат. Ги предвиде овие настани. И обично кога е нешто напишано е слезено под духот од горе, од Таткото Небесен и од Исус, поти јас треба да работам и во овој свет нешто, освен да се работам за Царството Божие и го ширам Евангелието на мирот. Крени глава и продолжувај напред, 86-та страна. Да, така е, крени глава актеру. Знам дека не сум успеал да запишам се. Знам дека има многу случувања кои ќе останат заборавени низ факторот време, а биле нераскинлив дел од скрбизмот. Зорица Панчич ми раскажува дека Илија Милчин, професорот и честител за представата Растрел, на театарските игри во Прилеп за пуштање на музиката. Слободанка Чичевска играше трудна, блажена на 0 степени во казнено поправниот дом Идризово. Без грејење. Додека игравме од устата ни излегуваше пареа. Тоа беше представ со Сашко Тасевски, Рубен Сморатовски, Јордан Витанов. Тајфа. Благој Ивановски сонуваше да се слика качен на бункерот во македонска мала преспа во Албанија. Јане Пенов ја откорнуваше музиката од својата душа заедно со Јаков Дренковски. Таа музика на Јане Пенов, професор по гитара. Тоа не може да се раскаже. И денеска ја користам во Завет, нивната ја направија заедно со Јане Пенов во импровизирано студио за Зајдисонце, која бе подкрела од Амарите, ја носи таа чувствена духовна сила. Крсте Джидров ја исцрта, додека работеше со нас на сценографијата, картата за посакуваната македонска поделба, чекајќи го до таа 1992. Значи, тие чекаа пред едно исушено дрво и на дрвото имаше како една гранка и врзана во карта. И во еден момент се паѓаше, излегуваше Република Македонија и дел од половина и днате се правеше како скинато знаме. И потоа некој ја дрпна, таа веројатно сака да направат пријава кривична, прекршачна, не знам. Исчезна тоа. Многу работи се случува, ние бевме постојано под притисок на безбедносните структури, како да сме ние опасност, а тие истите ја изгубија војната 2001. Затоа што стратешкиот партнер, кој денеска треба да му викаш браво, сатаната, сака да ја избрише Македонија, бидејќи запишана во Светото писмо како Израел, народ кој ќе го прослави Исусовото име, не своето. Знам дека не сум успеал да запишам се. Некогаш еведна доаѓаат многу театарски битки минале по македонскиот театарски друм од Хомеро Европидовото. Хомеро Еврипидовото до денеска. И така после некоја средба или размисла наеднаш ќе ни дојде повторно некој од тие незапишани настани и случувања кои живеат длабоко во нас, во најинтимниот дел од она што сме со сето свое срце, со сета своја душа театарски пријатели, духовни суштества паднати на земјата да го изберат Исус и да се вратат назад со временска дистанца. Потоа креваме глава кон сонцето, кон Бог кој е љубов и светлина. И продолжуваме напред. Зашто мојот татко е непристапна светлина, тој е љубов која никогаш не престанува. Така беше овој театар и денес, како ќе видам дека никаква љубов нема, ни почит. Како што ве мразеа мене и ве гонеа, ќе ве гонат и вас, вели Исус. 87 страница. Во театарското бифе глум без срце и ум. Во театарското бифе во стариот МНТ, денеска театар комедија, под портретот на Ристо Шишков, младиот колега ми објаснува дека не смее да игра во скрб и утеха. Знам кои сте и што правите, знам дека ќе удрите против власта. Во овој момент не смеам барем малку да поиграм тука во мојот матичен театар. Се правда. Нема да му даваат улоги ако игра кај нас. Беше искрен и ние не му се лутиме. Ова е запис, вистини се случи. Јас не измислувам.
каков смисол има театарот ако не смее да зборува за сопственото, за македонското беше проблемот, за своето, за националното, туку ви прикажува представички за некое друго време, за некое друго место, за некои други поинакви случувања од она што токму ние и нашата публика го живееме сега. Ете тоа е. Скрби утеха ги врамуваше општествените конфликти по древниот македонски драматург Еврипид, театарот ги врамува општествените судири. Од друг случај Аристотел би рекол катарза треба да им покажеш вистината, да ја се соочиш со неа. Тој барем беше искрен колегата, ако заигра со нас ќе го избришат од сцената во неговата театарска зграда од каде ја вади. Го вади својот леп, својата екзистенција. Барем беше искрен, го напуштам театарското бюфе, го оставам портретот на актерот кога го изеде како свое дете македонско-југословенската политика. Ристо Шишков, актерот од Мрсна. Чекорам со тажни чекори по скопскиот асфалт, длабоко дишејќи ја македонската театарска слобода. Затоа скрби утеха е под цензура. Останатото се мртви театарски форми. Глум, без срце ум. И денеска имаме комплетна албанизација. Ние финансираме албански јазик, албанска култура во земјата, ние правиме голема Албанија. Че пак ќе дојам Васил Тупургос и каже дека идејата на Америка, на тие што ја владеат, инаку таму има прекрасни луѓе, тие прават голема Албанија, вашиот стратешки партнер, НАТО, Европска унија, нашите политичари, немајки сила, храброст, без Исус немаш сила да се спротиставиш на сатаната. И доаѓаат разни таму качени на скопската тумба, ви кажуваат што да правите, јас велам не за сатаната и смртна, да за Исус во Македонија, бега од Македонија, сатан и не враќај се повеќе. Ке дојде ден на отплата. 88 страница за театарското кланзање. Тоа е таа книга. 10 години скрби утека, потоа имаше 20 години книга и повторно не ни ја финансира, и 30 години книга и повторно не ни ја финансира. Знаете, и денеска кога дојдоа една постава арами, лажговци, око Рајково лето, кои продадоа се, и дојдоа во министерството, никој веќе нема никаков критериум, раздадоа пари на етнички заедници како на племиња. И се поставува прашањето зошто само во Македонија мора да постои тој рамковен договор кој е сатански. Зошто нема во Бугарија, во Албанија, во Грција или во било која европска земја или во Америка, кога ќе дојде некој на власт со избори, да мора тој да биде другиот на власт. Такви демократија нема, тоа е деспотизам, тоа е фашизам, тоа е апсолутизам, тоа е среден век за театарското кланзање. Одиме 88 страна. Видете, тоа е апсолутизам, монархија, не знам што да кажам. Али да не кажеме дека сме ние како некој протекторат. Тие сакаат да не понижат. Вапцаров викаше не за протекторати. Да не сакате руски рубли. Сега го работиме со факултетот за драмски уметности за театарското кланзање. Селекторчето доаѓаше кланзајки се лево-десно на киселно 19-19, го ополив од прозорецот горе од селата, имаше прозори. Ја виде представата. Тогаш ја снимаше македонската телевизија. Зајди сонце. Ечеше актерската енергија, имаше солзи и крв, сценско-театарска живост, дамари на древниот македонски театар кој татнеше. Тоа беше навистина таква представа. Игравме 60 пати во полн состав, а после делови со страшовиште кој знае колку пати. По цела етничка Македонија. Долу во приземјето во исто време председателчето отвораше некоја изложба. Може би го утна, го промаши спратот, го погреши. Може би ќе беше почесно да дојдеше да му се извини на Александар, на царот, или пак на Кукушанецот Гоце. А ние денеска гледаме бугарите да си го земат. Тие појма нема. До вчера ги забрануваа песните македонски. Им ги крадеа касетите, денес велат дека се нивни. За Гоце, за Даме, за Сандански, никој не знае во Бугарија. Само во Пиринска Македонија. Да му се извини на Кукушанецот. Горе 2 спрата погоре 6 акрери, 6 скомрах и хистриони.
одиграа театарски обред од кој косата ќе ти се крене на публиката. Снимена е таа за МТВ. Па ќе ја доведат до солзи, па ќе ја натераат да посака да се качи на сцената да заигра заедно со нив. Снимена е таа представа и не ја емитуваа никогаш на МТВ. Ние имаме ставена на YouTube и ја пуштавме на ТВ Сонце. Нека е жив и здрав Георгија Ѓорѓ Атанасовски, кој македонец од Америка, ја гледате. Држи телевизија Сонце и без никакви цензури пушта македонски приказни. Македонската вистина, селекторчето за Бошоти. Не дојде да им честите на актерите после представата, се изгуби по представата. Ја здувна, исчезна кланзајки се надолу на кај приземјето. И председателчето го промаши спратот или дотамо му е местото. Потоа тој му рекол на шехтански, мислам. Абе, добра е представата, бе, гледе, каква представа. Ама знаеш како сега јас. Како сега, он, или не знам, после ќе ти најде немате сценографија. А Гротовски, сте слушнале за Гротовски? Празна сцена, Согорен збор, слобода, во еден документарен филм. Гротовски, кој велеше, акторот е светец кој се качува на сцената, да ја освети публиката. Видете, тоа е тој момент. Актерите долго по представата не ќе можат и председателчето го промаши спратот или дотамо местото селекторчето се кланза. Му зборуваше за представата. Каква представа, ваква, ова треба да се види и потоа не ја зема на фестивалот. Актерите долго по представата не ќе можат да слезат така простом долу, бидејќи на своите раскрилени крилја ги држи древната потреба барем и само тогаш додека живее представата да бидат рамо до рамо со вистината. Рамо до рамо со вистината. Долга е таа приказна на таа древна посвета. Денеска знам дека вистината е во Исус. Јас сум патот, вистината и животот. И на некој начин овој притисок што беше врз скрби и утеха ме доведе до Исус. Но само да покажеме каква е тој степен на нељубов и цензура во македонската култура. Председателот го утна спратот, не дојде да им се извини на Кукушанецот и на царот за она поранешна, за сменетото име и за многу срамни чакшири, чевриња преку македонскиот народ. Тој настан го паметам по кланзањето на селекторчето, кога случајно го ополив низ сценскиот прозорец од салонот 1919. Беше 13. Косар, мај 1998. Тука сега и овде, во оваа наша убавица, Македонија. Дојди во Македонија и помогни запишана во духовното слово на Исус Христос и не се брише. Така да сите обиди ќе завршат јалово и цели народи ќе одат во проклество. Што негираат дека има македонци. Тоа е како сатанин трн во апостол Павле, кој сонуваше дојди во Македонија и помогни, ни сонував еден човек, македонец, тоа е целата суштина. Цели народи води во проклество сатаната. Бугарија, па Грција, па Албанија за големи држави. Со Србија живеевме заедно и видите, пак е некако измирено со нив. Пак го кажувам тоа постојано. Тоа е единствената земја која го плати нашиот пат на театарот Скрби и утеха, бидејќи нашите од Македонија не држаа со години под цензура, 10 години повеќе не добивавме гостување, 15 можеби. Треба да ги проверам фактите. Тие го платија патот на театарот во Шабац, во Кисела јаболка, кај македонците во Србија. Те сакам, Господи Исусе Христе. Недостаток на смисол, 89-та страна го озвучуваме овој текст. Недостаток на смисол. Директорот на театарот Драмски, кој во основа игра многу повеќе народен репертуар, се огласи во дневниот весник после нашето гостување во Шведска, дека тие биле првиот македонски театар кој бил кај швеѓаните. И тоа постоеше само Скрби и утеха. Во континуитет постои од 88. Нема друг театар. Некој земиме дека сега има и некој театар, например. Чекори, но тие беа аматери. Видете, не може да споредувате аматерски театар. Ова беа луѓе со завршени факултет. И играа професионални представи кои имаа квалитет.
и кој ги притиска и се надпреварува. Еден министер за култура, ГИ, рече дека само скрби и утеха може рамноправно да се мери според представите. Видете, тоа не е случајно. Директорот на театарот Драмски, кој во основа игра многу повеќе народен репертуар, се огласи во дневниот весник после нашето гостување во Шведска дека тие бија првиот македонски театар кој бил кај швеѓаните. Кој е прв? Да биде благословен кој прв почна драма од еден наш автор. Те сакам го. Пуста желба за првоста. Може би и било така, но нашите во Малме, Борос и Гетеборг не го паметат тоа. Може би е во прашање заборавеност, или тогаш се работело за југословенски театар, или не се работело за група луѓе со куплена представа. За куплена представа. Македонската култура е куплена представа. Да, како што ќе ги вртиш, не сме да кажат надвор од тоа. Или се работело, сеедно, ние и го пренесовме на македонската јавност, она што ни го рекоа нашите домакини, дека сме прв. Тие ни го рекоа. Македонски театар во Шведска. И сето тоа го направи Стефче Ацевски од Малме. Се јави, ме нашол преку Македонско сонце. Земал број од еден роднина овде адвокат. Ме најде тој преку МКЦ, преку ФДУ. Ми се јави и рече да дојдете, колку души сте, колку пари. Се картите во Македонија беа 1000 марки. Требаше 10.000 марки. Картите од Софија беа 500 марки. И отидовме преку Софија. Со 5000 марки, 10 души. Ни го платија патот, повратен билет од Софија, со автобус отидовме до таму. И ете сме во Шведска. И се тоа околу првоста не би имало смисол да не го носевме истото искуство со тој театар, кој игра народен репертуар, се нарекува Драмски, со представата Чекајќи го Годона С. Бекет, кој ја изведовме неколку месеци пред нив, а тие тврдеа дека се први. Со Бекета, со чекањето, со тој Годо. Мислам дека се работи за недостаток на смисол да те има за да постоиш каков таков во древноста на македонската културна ризница. Со МНТ имавме сличен пример. Во исто време гостувавме со МНТ, тие во Софија, а не знам со која представа беше, а ние со Кирил и Методи, веројатно олесни разреши прости или време или упатство за лудење со Кирил и Методи. Олесни разреши прости, каде што ја раскинувавме македонската клетва за самоуништување. Настанот од Софија се вратија МНТ, помина бегло, а за нас се крена прашина, бидејќи не гонеа бугарските служби по планините, и ние ги изигравме во една сала, влеговме во микро од жив човек, немаш ги игравме пред празна сцена со 5-6 души за 20 од безбедносните структури. Јас седев подпред на вратата, влегуват и додека почна представата, од тука влегував јас од публик. 20 шишани и викат, абе, играат тие. И јас викнав да живее Македонија, се стресва и влегував во представата. И потоа ние отидовме на места во Кремен, во Љаски, кај што не се плашеа, во Сомиште. Одигравме представи и потоа на границата не сопреа 6 часа, 7 не држа, не претресува. Бугарските служби, началникот на безбедност со бел Мерцедес, тогаш на Игор Стојановски, мојот браточет, му рече: и јас сум македонец. Правите проблеми, рекол, какви проблеми? Па Кирил и Методи се българи. Одма рекол, па тие се родени во Солун, какви българи? Во Македонија, зашто не го барате Солун тогаш од грците, од маџирите? И јас сум македонец, рече, дојдоа грците и рекоа сите българи надвор од Македонија. И видете, и тие, значи МНТ исто на табло, на она имаше како една плакатите и слики од представите кај што се купуваше во театарот Центар. Не постои веќе тоа веројатно. Како едно заградено со ни стакло, како излог. И тука и сечоси од весниците постирале како гостувале во Софија, бидејќи бруеше кога се вративме ние сите медиуми дека скрби утеха е држан како криминалци. Тоа е недостаток на смисол. Зошто тие не држеа нас? А денеска бугарите се прави лицемери. Значи тие држат
ја забрануваа македонската песна, ги апсеа, ако слушнат некој дека свине се заклучували, тивко ја пуштале. Касетите Серафим Гоцев ми раскажа од Сандански, поет наш, кој бил на македонските слави, кој ги укинаа, за да нема културна размена. Гледате кој каков геноцид се прави. И тоа Министерство за култура треба да поднесе одговорност. Што ќе ми е мене Министерство за култура кој врши цензура. Значи ги земале сите касети што ги заплениле од македонците. Македонски песни ги запалиле на плоштад, во некоја гимназија во дворот, како беше, на некој плоштадче. А денеска велат дека се нивни. Или кога не покани Дом за македонска култура во Лерин, кога не пуштаа да влеземе. Знаете. Или во Албанија, кога те гонат, не те пуштаат, па сега те пуштаат, па фестивалот македонски 2019, па 2022. И македонците во Албанија пишуваат на албански јазик. А овде се уништува Македонија. За тоа е соучесник и сите оние политичари кои немаат доволно сила да кажат не за сатаната и смртта, да за Исус во Македонија. Како што Израел го му ја земаа земјата, да се избреше затоа што има завет со Бог. Така денеска и македонците кои го повика Исус да дојде во Македонија, во Европа. Сакаат да ги избришат, но тоа е битка за души меѓу темнината и светлината. Базично театарот, дали вие го разбирате или не, е она што се случувало на Кокино. Значи, театар на бронзено време, Хиерос Гамош, небесен отец, кој е светлина, кој е љубов, духовно оплодува земна жена, поминувајќи низ три нишани на 13 мај и 31 јули се случува тоа. И осветлува еден таму на 4 престоли во челото, како крштение со Дух Свети и оплодување, за да се роди престолонаследник, жрец, пророк, водач на народот. Тоа е суштината. Македонија е лулка на европскиот театар, а тие се уште раскажуваат приказна за некој теспис таму кој се качил. Тестис, не знам како се вика, и врескал на некоја кола. Замислете, ние зборуваме за космогонија, за системски облик на општење. Така да театар место за гледање, место за дарување на својата љубов, заменската форма на зборот е дај духос и дувна во душата дух животен и човекот стана жива душа во пророчката уметност како кај Хомер, например, кај Еврипид, кај Аристотел, кој велеше дека Бог е самиот живот, што суштински е точно. Духот негов е животот, дај духос. Дај духос. И самата најмалата цештичка е светлина. Светлина на светот. И ние треба да преминеме од темнина во неговата чудесна светлина. Денеска работам завет и духовен театар. Зборувам духовно зборување. Ме канат. Бев во Софија. Во Софија бевме поканети на Министерството и надлежниот мој колега со жал се исплашија да не направиме инцидент со бугарите. Останавме само во Пиринскиот дел. Ете, такви се состојбите, затоа е ова време на скрабизмото. Мисля дека ќе завршам денеска, но има уште една глава. Значи ќе има 10 парчиња. Бидејќи покрај тоа што работам за Исус Христос, имам и обврска. Професор сум и на факултетот за драмски уметности, слава ти Исусе. Имам 30 книги, докторирав на обред до театар, за да ја разберам суштината што значи театар. Другиот театар имитативен, без дух, тој е мртов. Словото без дух е мртво, театарот без дух е мртво, црквата без дух е мртво. Освен ако вие го имате духот на овој свет, тоа е мртво, зашто еден ден ќе видиш дека ќе изгубиш силата и ќе врескаш. Ги благословувам сите, им простувам на сите, еве ги се ратепаа кучињата. Те сакам, Господи Исусе Христе, имам доле 8 кученца. Исусе, дојди во Македонија и помогни ни. Амин. Блажени се бедните по дух, зашто нивно е царството небесно. Блажени се оние што плачат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилувани. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат.